Ајде, здраво живо, јас сум Димче и добре дојдовте во уште едно мое видео. Во ова видео ќе зборувам за живата вода, ќе ве запознаам со живата вода, што значи жива вода, која вода е жива и како водата може на многу едноставен начин да ви помогне да се реенергизирате и да си го подобрите вашето здравје. Инспирација за ова видео добив токму од ова место, на кое што се наоѓа еден од најголемите базени со жива вода, кој што сум ги сретнал во мојот живот. Ајде одиме чекор по чекор да ве запознаам со ова неверојатно место на кое што се наоѓам, да позборуваме малку за живата вода и за крај да пробаме живата вода и да видиме како ќе ни делува. Одиме чекор по чекор, ајде прво да ве запознаам со ова преубаво, интересно место. Ова зад мене е реката Буница покрај Мостар. И многу интересно ова место, сакам да ви го покажам, затоа што оваа река е мала, меѓутоа мостарчани смислиле начин да ја зголемат. Значи, гледате, доле има канали, а под каналите има брана, која што ја затвараат и го прават цело ова место огромен базен. Мене многу ми се допаѓа оваа идеја и може да послужи како инспирација и пример за многу мали реки да се претворат во преубав базен. Па да одиме сега ги снимаме каналите и да го видиме механизмот што го направиле за да ја запрат оваа река и ја направат оволку убава. А еве како ја направиле оваа река, еден од најголемите природни базени што сум ги видел. Значи, заградено е, ставена е брана од околу 1 метро и циментирано и толку многу едноставно и многу инспиративна работа, така да од една мала рекичка го направиле најголемиот природен базен што сум го видел. Значи, тука зад мене ова не е базен со вода која што кружи, ова е базен со природна вода која што се прелева низ оваа брана и си продолжува понатаму. Еве, ова што гледате зад мене и базенот што ви го покажав е направен од жива вода. И знам дека е многу чудно затоа што вие мислите, односно не учат дека водата не може да умре. Меѓутоа, водата која што ние денеска ја користиме во нашиот водовод е мртва, затоа што водата треба да тече право, не треба да се манипулира со водата, треба како што доаѓа од изворот, така да се носи до нашите домови. Порано луѓето граделе така наречени водоноси, каде што водата од изворот до своите живеалишта ја носеле во права линија
тие внимавале водата да не се прекрши никаде и да не се третира со никакви хемиски состојки. Исто така, што е уште поинтересно, тие внимавале и водата да не биде подложена на негативна енергија, на негативни зборови и слично. Па така тие околу така наречените водоноси не ставале никакви објекти, најчесто биле изолирани се до самиот град, откаде што се внимавало како се носи до домовите. Значи, тоа било на некој начин некоја операција, хируршка операција, на која што многу се внимавало, додека денеска ние имаме мртва вода, која што ја ставаме во цевки, која што ја третираме со најразлични хемикали и што е најлошо, таа собира најразлична енергија додека патува низ тие цевки. Па така доколку помине низ некој стан во кој што луѓе се караат, таа ќе ја собере нивната енергија, доколку помине низ некое место каде што луѓето се весели, таа ќе ја собере нивната енергија, така да многу зависи од тоа каде поминува водата и низ какви предели. Така да, ете, многу ми е мило што сум на место каде што има базен со жива вода и едва чекам да влезам да си се избањам, затоа што, како што кажав, јас не сум љубител на места каде што има мртва вода. Се бањам доколку морам, да се изгладам и тоа е тоа. Меѓутоа, посебно уживање ми е кога се бањам на извор. Најжива е водата после изворот или на самиот извор, така да водата која што доаѓа од изворот е светост. Значи, еве се избањав во живата вода. И бањањето во живата вода не е само да се изглади човек, тоа има улога да го реенергизира телото, да го наполни со енергија, затоа што живата вода носи енергија и носи убаво чувство. Па така, секогаш кога се бањам во жива вода, јас се осеќам енергизирано, полн со убава енергија. Па еве, ви препорачувам и на вас да видите како е да се бањате во жива вода и да се бањате во мртва вода или индустријска хлорирана вода, па кажете ми како е тоа. Ете, луѓе, ве запознав со овој неверојатен природен базен полн со жива вода. Ви раскажав малку за живата вода, се надевам дека научивте нешто. Тоа ми беше целта на ова видео, да ве запознаам, да ви го покажам овој природен преубав базен, да позборуваме за живата вода, да позборуваме за енергијата која што ја носи и секако да уживаме во оваа убавина заедно. Се надевам дека ви се допадна ова видео. Доколку ви се допадна, претплатете се, ставете лайк, споделете го видеото. Доколку сте во можност, станете и членови, тоа би било уште поубаво, така директно би го поддржале Сонцогор каналот. Јас ви благодарам за вниманието, ви благодарам што гледате, ви благодарам што коментирате, што се дружиме на овој начин, а ние се гледаме секако во некое мое наредно видео. До тогаш ви го посакувам секое добро и голем поздрав!